денески Джудо клуб Сеишин има два юбилеи. Едниот е 15 години од постоењето на Джудо клубот, другиот е 10 години од организирањето на турнирот кој веќе доби меѓународни рамки. Во однос на како сме застапени во државата и надвор од неа, малце повеќе ќе си произлезе тренерот. Во врска за юбилејот, сакам да го поздравам основачот и првиот председател господинот Киреј Милошевски, кој е присутен тука и кој отпочна оваа активност и ние се надевам дека во иднина доследно ќе ја завршиме или ќе ја работиме понатаму. Во однос на пријавените групи, старосни категории и броја надпреварувачи кои ќе бидат присутни на овој 15-ти јубилеен надпревар, господинот Дејан Джоковски, кој е и член на надпреварувачката комисија, ќе дај подолга изјава. Како и секоја година, и оваа година надпреварувачката комисија е спремна во целост за спроведување на овој турнир. Значи, работиме по новиот систем на IGF. Комплетно ќе оди и електронска работата на семафорите и следењето на преварите. Возрастните категории се поделени во две старосни категории, значи имаме помлади пионери и пионерки, кадети и кадетки. Најавени до сега, до овој момент, значи не значи дека и конечно, имаме два клубови од Србија, два клубови од Република Грција, два клубови од Република Бугарија, два клубови од Косово, еден имаме клуб од Албанија, еден од Црна Гора и 10 клубови од Република Македонија. Значи очекуваме потврди уште од неколку клубови, со што мислам дека овој турнир оваа година се очекува да биде еден од најмасовните до сега. Условите во кои ќе се одржи ќе бидат добро наместена сала со 3 или евентуално 4 татами, во зависност од потребата, доколку се појави потреба од поголема, доколку се пријават повеќе на број надпреварувачи. Друго што сакам да истакнам, значи обезбедени се медали, пехари, дипломи и благодарници, и исто така и парфеми од една парфимерија која ни е спонзор на самиот клуб. Надпреварите ќе се одвиваат по стандардниот дупли репасаж и мислам дека нема да има проблем околу тоа. Исто така сакам да напоменам, затоа што колегата од судиска комисија е оправдано одсутен денеска. Значи, судиите се комплетно спремни, дел од судии ќе бидат од странските држави кои ќе си носат со нив по еден судија и домашните наши судии кои се акредитирани во Джудо Федерацијата на Република Македонија. Значи, оваа година надпреварувачи имаме најавено два клубови од Бугарија, два клубови од Грција, два клубови од Косово, еден клуб од Албанија, еден клуб од Црна Гора, два клубови од Србија и 10 клубови од Македонија до вчера најавите. Денес и утре продолжуваат да се најавуваат уште клубови. Колку тежински категории ќе се надпреваруваат? Значи, први имаме 3 старосни категории, помлади пионери, постари пионери и кадети. Во секоја старосна категорија има по 10 тежински категории. Значи, некаде 3 старосни категории по 10, 30 во машка и 30 во женска, 60 тежински категории на надпреварувачи ќе има. Ќе имаме квалитетни надпреварувачи од државиве што ги најавив, затоа што секоја година, како што гледаат масовноста и квалитетот на турнирот, доаѓаат со се поквалитетни надпреварувачи кај нас. Исто така во оваа прилика сакаме да изразиме благодарност до сите спонзори и помагатели кои го помагаат овој турнир. Некои веќе имаме и традиционално, тука имаме истакнати се сите, да не ги споменувам поединечно, таму ќе видат истакнати исто така на денот на турнирот. Голема благодарност до Агенцијата за млади и спорт, Македонската џудо федерација и Македонскиот олимписки комитет со кои сме во тесна соработка за сите наши активности. Исто и голема благодарност до локалната самоуправа Прилеп, која што по однос на јавниот оглас што беше во јануари, за овој проект исто така ни излезе во пресред да ни помогне за организацијата. Џудо клубот Сеишин од Прилеп е формиран точно пред 15 години, значи затоа денеска славиме јубилеј. Формиран е во 2003 година од страна на организационен одбор, како што напомена сегашниот председател, првиот председател е господинот Киреј Милошевски и првиот тренер на клубот е Горан Мицковски. После тоа е превземен, значи, од други помлади стручни кадри, каде што од тогаш па навака
да речам, еве и последниве 10 години нашиот клуб е на првите 3 места на севкупниот пласман во Република Македонија. Значи, прво, второ и трето тука сме со неколку од најдобрите клубови што се во Македонија. Успеси, значи, што имаме постигнато некаде околу, нашите членови околу 750 медали имаат донесено од домашни и меѓународни првенства, а последниве 2 години имаме и добитници на балканските првенства, трети и втори места. Се надеваме, значи, полека напредуваме, но сигурно се надеваме на повисоко место сега на прво место да освоиме на балканско, а потоа согласно нашите, значи, достигнувања, да речам, тука и финансискиот дел зависи, да почнеме и со европски купови, со учества, па и со освојување на медали. Значи, крајните цели на сите спортисти се олимписка норма. И ние тука сме ентузијасти.